Зоран Заев наредил на неговиот телохранител да извади пиштол и предупредувачки да истрела 2 куршуми од него за да ја смири толпата која во четвртокот упадна во собранието. Првиот човек на социјалдемократите во интервју за Топ Тема вели дека тој ја дал наредбата да се пука од огнено оружје во собранието, чин што дополнително го испровоцира гневот на граѓаните за време на насилствата во законодавниот дом. Службеното лице полицаецот Аце не е Саше тој што го има на сликата со пиштол кој што држи надвор, го знаат, ќе го препознаат гледачите, но Аце е другото службено лице, тоа се двајца полицајци, официјално обезбедување на поранешен министер за внатрешни. Останаа со Оливер Спасовски. Во еден момент вели, јас сум полицаец, дига значката, ве молам, отстапете, дојдовме до животот на претениците. Ве молам, отстапете, ќе пукам. Го дигна пиштолот. Полицаец сум, предупредувам, ќе пукам. И праша, ќе пукам, председател, пукнете еднаш во воздух, пукна еднаш во воздух. И оп, застанаа малку другите. Не беа доволно уплашени, тргнаа да му земат пиштолот. Пукам уште еднаш, пукна уште еднаш, 2 пати. Истиот факт го потврдуваат и очевидци на немилите инциденти во собранието кои велат дека обезбедувањето на челниците на Социјалдемократскиот сојуз извадиле оружје и го впериле кон демонстрантите. Откако демонстрантите ја виделе ваквата ситуација, тргнале во пожестока пресметка и предизвикаа уште поголеми инциденти. Во рикошет од предупредувачките истрели во плафонот на собранието било повредено едно лице, но веднаш било префрлено во градската болница. 108 лица беа повредени во собраниските инциденти откако Социјалдемократскиот сојуз го избра Талат Џафери за председател на собранието во паралелна седница со конститутивната. Граѓаните револтирано реагираа на неделовничкото поставување на Џафери за спикер на парламентот, пошто упаднаа во законодавниот дом. Останува прашањето како обезбедувањето на раководството на СДСМ успеало да внесе огнено оружје во собранието, нешто што е најстрого забрането, а одговорот треба да го дадат надлежните институции.